Алиса сведочи. Присутна, извика Алиса, сосем заборавајќи од возбуда колку пораснала во изминатите неколку минути. Толку нагло скокна на нозе, што со крајчето од столништето ја преврти ложата за поротниците, пошто тие паднаа врз главите на публиката и под нив останаа долу да се препелкаат. Што многу ја потсети на случката кога претходната недела случајно го преврти садот со златната рибка. Леле, се извинувам, се протресе таа и почна да ги собира поротниците најбрзо што можеше. Оти постојано се присетуваше на несреќето со златната рибка и си замислуваше дека некако мора да ги земе и да ги врати во ложата, оти инаку ќе умрат. Судењето не може да продолжи, рече кралот со голема сериозност, се додека сите поротници не се вратат на место. Сите, подрече остро, гледајќи Алиса додека говореше. Алиса погледна кон ложата и виде дека во сета збрка го вратила гуштерот со главата надолу, кој кутричкиот и тажно мафташе со опавчето, не можејќи да се помрдне. Таа повторно го крена и го врати на место. Не дека тоа значи нешто, си рече. Не прави никаква разлика дали судењето ќе го мине со главата горе или долу. Штом поротата се поотсвести од шокот и од падот, штом таблиците и моливчињата им беа пронајдени и тие им беа врадени, тие подсвесно се нафатија да ја забележат историјата на несреќата. Сите, освен гуштерот, кој се уште видно потресен, со подотворена уста седеше и се звереше во таванот на судницата. Што знаете вие во врска со ова прашање? Кралот ја праша Алиса. Ништо, рече Алиса. Баш ништо, притискаше кралот. Баш ништо, потврди Алиса. Ова е многу важно, рече кралот, вртејќи се кон поротата. Само што почнаа да пишуваат врз табличките, кога белиот зајак ги прекина. Секако, мислите неважно, ваше височество, рече тој со голема учтивост, но во исто време се муртеше и му правеше гримаси на кралот. Секако, мислев неважно, побрза да одговори кралот и фати да си мрмури. Неважно, важно, неважно, важно, неважно, како да пробуваше кој збор звучи подобро. Некои од поротниците забележаа важно, а други неважно. Алиса го виде ова, оти стоеше блиску, па можеше да им зирне од таблиците. Во овој миг, кралот, кој дотогаш задлабочено беше пишувал нешто во тефтерот, извика: Тишина! И од него прочита: Правило број 42. Сите лица повисоки од 1 километар да ја напуштат судницата. Сите ја погледна Алиса. Не сум висока 1 километар, рече таа. Си, рече кралот. Висока си речи си 2 километра, додаде кралицата. Како и да е, не си одам, рече Алиса. Меѓу другото, тоа не е вистинско правило, само што го измисливте. Тоа е најстарото правило, рече кралот. Тогаш треба да е под број 1, рече Алиса. Кралот пребледе и веднаш го затвори тефтерот. Донесете ја пресудата, со тивок и растреперен глас, и рече на поротата. Ве молам, ваше височество, имаме уште сведоштва. Белиот зајак веднаш скокна од своето место. Еве, што туку го добивме овој документ. Што има во него, рече кралицата. Се уште не сум го отворил, рече белиот зајак, но се чини дека се работи за писмо, што затворедникот го напишал некому. Мора да е така, рече кралот, освен ако го напишал некому, што е многу необично, знаете. Кому е адресирано? Праша еден од поротниците. Воопшто не е адресирано, рече белиот зајак. Всушност, ништо не пишува на опачината. Го отвори листот и додаде. Сепак, не се работи за писмо, стихови се. Дали се напишани со ракописот на затвореникот? Праша друг поротник. Не се, рече белиот зајак, што е можно чудно. Поротата се збуни. Сигурно имитирал друг ракопис, рече кралот. Поротата живна. Ваше височество, ве молам, рече джандарот.
Не сум го напишал јас, а и не може да се докаже дека сум го сторил тоа. Нема подпис на крајот. Ако не си се подпишал, рече кралот, тоа е уште полошо. Сигурно си сакал да направиш некаква белја. Инаку, честно ќе си го подпишал името. Тука следеше општ аплауз, како првото паметно нешто што тој ден го беше кажал кралот. Ова потврдува дека е виновен, рече кралицата, па одсечете му. Ништо не потврдува, рече Алиса. Вие воопшто не знаете за што се стиховите. Прочитајте ги, рече кралот. Белиот зајак си ги стави очилата. Каде да почнам, ваше височество, праша. Почни од почеток, со мощно сериозен тон, рече кралот. И продолжи додека не стигнеш до крајот. Тогаш запри. Мртва тишина завладеа во судницата, додека зајакот ги читаше следните стихови. Ми велат, ти си бил онаму, си рекол, вака така. Таа рекла дека јас сум добар, но сум пливнал јас онака. Им рекол, јас не сум бил таму, тоа знаеме е така. Ако има таа тешка рака, со тебе ќе е, како? И дадов едно, тој доби две. Ти даде 3 или 4. Тој сите ти ги даде тебе. За мене само 2-3. Ако јас или таа испадне, сме дел од ваква игра, тој смета дека тие две на слобода ќе бидат. Јас мислев дека сепак ти, уште пред таа да шизне, си бил проблемот помеѓу нив. Јас, ти и тие. Да дознае не смее таа, дека биле добри тие. Тајна да е, моја твоја, да скриеме се од нив. Ова е најбитното сведоштво досега, рече кралот, трејки си ги рацете. Па да ја дозволиме на поротата. Ако знае некој да ги објасни стиховиве, рече Алиса. Толку беше пораснала во последните минути, што воопшто не се плашеше да ги прекине. Ке му дадам што сака. Јас мислам дека тука нема ни трошка смисла. Поротата запише врз табличките. Таа смета дека тука нема ни трошка смисла, но никој не се обиде да ги протолкува документите. Ако нема смисла, рече кралот, тоа ќе не спаси од многу маки. Знаете, оти воопшто нема да мораме да ја бараме. А сепак не знам, продолжи, отворајќи го документот во скут и гледајќи ги стиховите со едното око. Мислам дека сепак во нив има некакво значење. Сум пливнал јас онака. Знаеш да пливаш? Се заврти и го праша џандарот. Џандарот тажно одмавна со главата. Ви личам како да знам? Праша. Тој никако не личеше како некој што може да плива, со оглед на тоа што целиот беше направен од картон. За сега е добро, рече кралот, и продолжи да си ги мрмори стиховите. Тоа знаеме е така, ова очигледно се однесува на поротата. Ако има таа тешка рака, ова мора да е кралицата. Со тебе ќе е како? Како на вистина? И дадов едно, тој доби 2. Аха, значи еве што сторил џандарот со сладките. Но понатаму вели, тој сите ти ги даде тебе, рече Алиса. Ах, па еве ги, рече кралот, победоносно го впери прстот кон сладките на масата. Појасно од ова здравје, но од друга страна, уште пред она да шизне. Ти, драга моја, никогаш не си шизнала, нели? И рече на кралицата. Никогаш, разбеснето рече кралицата, фрлајќи ја на мастилница кон гуштерот. Утричкиот бил имаше престанато да пишува на таблицата со прст, што свати дека не остава белек. Но сега тој повторно брзо се фати за работа, користејќи го последната капка мастило што му се слеваше од лицето. Тогаш, секако не си можела да шизнеш, рече кралот, гледајќи наоколу со задоволна насмевка. Но во судницата владееше мртва тишина. Игра со зборови е, додаде кралот навредено, пошто сите се смееја. Поротата да донесе пресуда, рече кралот, по кој знае кој пат тој ден. Не, рече кралицата. Прво казна, а потоа пресуда. Какви глупости, гласно рече Алиса. Каде се чуло да си изречала казна? Ти да молчиш, рече кралицата и помодре. Нема, рече Алиса. Отсече ти е главата.
Кралицата се развика најгласно што можеше. Никој не се ни помрдна. Кому му е кајле за вас, рече Алиса. Во меѓувреме беше пораснало до својата природна висина. Вие сте само шпил карти. Во тој миг целиот шпил се дигна во воздух и летајќи кон неа ја нападнаа. Таа писна, полу од страв, полу од лутина, а штом се обиде да се одбрани од нив, се најде крај речниот брег, легната со главата во скутот на сестра ѝ, која од лицето ѝ тргаше неколку суви листови што беа паднале од дрвото над нив. Алиса, мила, разбуди се, рече сестра ѝ, да знаеш колку долго спиеше. Леле, колку чуден сон сонив, рече Алиса, и ги раскажа на сестра ѝ колку што можеше да се присети сите овие необични приклученија што ги имаше, за кои овие ги прочитавте сега. А кога заврши, сестра ја бакна и рече: навистина чуден сон, мила моја, но сега побрзи за чај ќе задоцниш. И така Алиса стана и потрча, мислејќи си колку прекрасен сон сонила. А сестра ѝ продолжи да седи со главата потпрена на дланката, загледана во залезот на сонцето, во мислите кај малата Алиса и сите нејзини прекрасни патешествија. Така и самата почна да сонува и да го сони следното. Прво, ја сонуваше малечката Алиса. Рачињето го зграбчиле коленцето, сјајните бистри очиња гледаат во нејзините. Јасно го слушаше нејзиниот глас. Го гледаше она нејзино чудно зафрлање на главата, за да ја ги стави немирните шишки од очите. И така, слушајќи ја или дур си замислуваше дека ја слуша, во целиот простор околу неа оживеа чудесните суштества од сонот на нејзината сестричка. Високата трева шушкаше, кога покрај неа потрча белиот зајак. Исплашеното глувче пляскаше во водата на околното езерце. Го слушаше звекотот на шолјите за чај, додека дивиот зајак и неговите пријатели вечно ги дојадуваа парчињата леп со путер. Одекнуваше пискавиот глас на кралицата, кој ги осудуваше кутрите несреќи на смрт. Врз коленото на војводката прасенцето киваше и киваше додека наоколу се крешеа садови, а крикот на грифонот, шкрипењето на моливчето, врз таблите и гушењето на задушените морски прасиња се испреплетуваа во далечниот плачен на лажната лелка. Па така си седеше со затворени очи, не баре самата е во земјата на чудата, иако знаеше дека пак ќе мора да ги отвори очите и дека светот одново ќе се врати на студената стварност. Тревата ќе трепери во ветрот, езерцето и трските ќе се брануваат, звечењето на шуличките ќе се претвори во звонење на клопотарците на овците, а пискавиот глас на кралицата ќе се преточи во гласот на овчарчето. Кивањето на бебето, крикот на грифонот и сите други чудни звуци ќе се престорат. Таа го знаеше тоа. Во запрачканата врева на фармата, додека мјаукањето на кравите во далечината ќе го замени жалниот плач на лажната желка. На крајот си замисли како нејзината помала сестричка по некое време самата ќе стане возрастна жена и како во текот на своите зрели години ќе го зачува доброто и простодушно срце од детството. Иако самата ќе ги собере своите малечки деца и ќе им внесе сјај и бистрина во очињата и ќе им раскажува чудесни приказни. Може би дури и приказната за земјата на чудата од пред многу лета, и како ќе се чувствува со сета нивна простодушна тага и ќе ужива во нивната простодушна радост, присеќавајќи се на нејзиниот детски живот и весели летни дни.